Знаковниот јазик е одличен начин да разговарате со целото тело наместо со гласот. Замислете си да раскажувате приказни, да поставувате прашања и да стекнувате нови пријатели, сето тоа користејќи знаци. Исто како што користиме зборови за да зборуваме, знаковниот јазик користи посебни движења за комуникација. Секое движење и израз има свое посебно значење. И погодете што, луѓето низ целиот свет користат различни видови знаковен јазик. Кој користи знаковен јазик? Па некои луѓе не можат да слушаат, па затоа ги користат своите тела за да зборуваат. Други може да користат знаковен јазик затоа што имаат пријатели или семејство кои не можат да слушаат и сакаат да ја споделат забавата од комуникацијата со нив. Само затоа што некој е глув не значи дека не може да зборува. Тој само користи различни начини за да ги сподели своите мисли и чувства. Глувоста нема никаква врска со тоа колку некој е паметен или способен. Исто како тебе, глувите лица можат да бидат одлични во спортот, уметноста, па дури и математиката. Глувоста не е ограничување, тоа е уникатен начин на доживување на светот. Глувите лица имаат големи соништа, таленти и идеи, па затоа е многу важно да се осигурате дека имаат исти шанси да учат да играат и да се забавуваат со пријателите. Тоа може да значи да имате толкувачи на знаковен јазик во училиште, да се осигурате дека видеата имаат титлови или едноставно да бидете трпеливи и понекогаш да ги користите вашите тела за разговор. Учењето знаковен јазик е како отклучување на магичен свет на знаци. Можете да почнете со едноставни работи, како да кажете здраво, благодарам или дури и да зборувате за вашето омилено животно. Значи, ако некогаш сретнете некој што користи знаковен јазик, немојте да се срамите. Можете да мафнете за здраво, да се насмевнете широко, па дури и да научите неколку знаци заедно. Тоа е фантастичен начин да се покаже дека комуникацијата не е само збор за зборови, туку и за неверојатниот јазик на знаците.